Тренерската работа во македонскиот фудбал воопшто не е стабилна. Многу често клубовите менуваат тренери, како да секогаш само тренерите се виновни за лошите резултати. Дури 7 екипи во првата македонска фудбалска лига променија тренери, што само по себе говори за тоа дека тренерската работа не е стабилна. Иако тренерите имаат договори со клубовите, најчесто двете страни се разделуваат спогодбено. Шкупи, Работнички, Пелистер, Тиквеш, Македонија, Ѓорче Петров, Брејара, Струмици и Башкими се екипите кои досега променија тренери. Башкими пред почетокот на подготовките се раздели со Блажина Киевски, тренерот кој го внесе клубот во првата лига. По 17 години на негово место дојде Муорем, но клубот од Куманово реши да се раздели со Муорем и да негово место го врати на Киевски, што беше изненадување, кој пак со деби против Работнички го започна неговиот втор мандат на тренерското столче на Башкими. Брејара, Струмица се раздели со Панче Стојанов, а на негово место дојде Мартин Алгјозовски. Младиот тренер ја прероди младата Брејара, која бележи одлични резултати и се искачи во средишно дел од табелата. Македонија, Ѓорче Петров остана без тренер, откако Бобан Грачаров си поднесе оставка, а пак во фудбалските кругови кружат информации дека тимот од Ѓорче има нови сопственици. Па останува прашањето кој ќе биде наследник на Гранчаров. Тикве се раздели со Ѓорги Мојсов, а на негово место пристана Борче Христов, кој сега го води прволигашот Кавадарци. Тренерска промена се случи во Пелистер, каде на место на Битер Капинковски пристана Милан Стојановски, а тренерски промени има и во Работнички. Тимот од Евар Мало на почетокот од сезоната го водеше Бојан Марковски, но не издржа долго, па пристана Алпарслан Ердем како шеф на стручен штаб заедно со тренерот Бобан Вамунски. Но по серијата лоши резултати истите се разделија. Па се очекува за време на репрезентативната пауза клубот назначи нов тренер. Во Шкупи се случи неколку тренерски промени. Таму тренер беше Алпарслан Ердем. Потоа дојде Умин Шахин, а посно беше промовиран Минас Османи. Во втората лига е нешто постабилна ситуацијата, само 3 тренерски промени. Беласица промени тренерот како Александар Стојанов поднесе оставка, а на негово место дојде Панче Стојанов, кој пак на почетокот од новата сезона го водеше прволигашот Брејар Струмица. Тренерска промена се случи во Победа. Стојанче Дудимагловски си поднесе оставка, а на негово место пристана Филип Мирчевски. Промена на тренерското столче имаше и во Слоговиница. Клубот го водеше Емил Грнев, но тој си замина, а клубот официјално не промовираше нов тренер, а меѓутоа сега клубот го води Дијан Михајлов. Останало само тоа дали ќе биде привремено решение или сепак клубот ќе назначува нов тренер. Не е исклучено на полусезона и други тренерски промени како во првата, така и во втората лига.